Почитувани слушатели, добро вечер, уште еднаш од мене и благослов Божи. Се разбира, вие оваа вечер ја слушате емисијата Гласот на истината, која што се емитува еднаш неделно. Се разбира, преку оваа емисија ние можеме да се запознаеме подобро со Бог. Всушност да откриеме кој е Бог и што е Бог. Затоа што за некои луѓе се уште Бог останува во една скриена форма. Иако Светото писмо, Библијата, во една целосна форма го објаснува Бог. Бог е дух и оние што треба да му се клајна со дух и вистина. Потоа гледаме како можеме да го најдеме Бог. И затоа ни зборува Библијата. Ни укажува како можеме да го најдеме Бог. Затоа што денеска постојат голем број трајачи кои што го бараат Бога. Почитувани слушатели, без да го барате во различни места, да покушувате на различни начини да го најдете Бог, мојот совет оваа вечер е да го земите Светото писмо, да го проучувате Божјото Слово и да го побарате Бог преку молитва. Тој е секогаш тука. Во Откровение ни е запишено дека Бог е секогаш тука, дека Тој е меѓу нас. Всушност, тоа е Божјето ветување, кој Христос и го дал на црквата, дека ќе биде меѓу својот народ. Па дури во Стариот Завет, кога ќе читаме, ќе видиме дека Бог го охрабрувал својот народ со тоа што тој им укажувал дека ќе биде дел од нивниот живот, дел од нивното општество. Бог секогаш бил со нив, без разлика во добро и во лошо. Псалмистот Давид вели: да слезам од долината на смртната сенка, нема да се исплашам од злото, зашто Господе, ти си со мене. Каде и да одам, ти си со мене. Не заборавајте, почитувани слушатели, каде и да сте, во каква и ситуација да бидете во вашиот живот, Бог е со вас. Бог е заедно со вас, покрај сите ваши препреки и грижи кои што секојдневно го притискаат вашиот живот. Само дали вие му верувате дека Бог е со вас? Емануел, кој значи во превод Бог со нас. Во Евангелието на Матеј, Исус им вели на своите ученици дека тој ќе биде дел од нив и дека ќе биде со нив до свршетокот на светот и дека нема да ги остави сираци. И тоа е големото Божјо ветување денеска дадено за Божјиот народ, дадено за црквата. Дека Бог ќе биде со нас во сите битки од нашиот живот. Почитувани слушатели, зборуваме за големите прашања за животот. Како што и во претходните емисии нагласив, имаме 3 крупни прашања кои се како на тацна изложени пред нас. Големите прашања за животот. Од каде сум, зошто сум на овој свет и каде после смртта. Се надевам дека дадовме многу јасна слика по прашање од каде сме. И видовме дека ние потекнуваме, доаѓаме од промислата Божја. Всушност го видовме креирањето и создавањето на Адам, Ева и Каин. Дека по прашање на нивното доаѓање ги видовме поточно разликите и тие разлики се разбира се запишани во Светото писмо. Видовме дека Адам е создаден од Бога, всушност од Божјата рака, и тоа од земја, а Ева е создадена од реброто на мажот. И затоа Адам вели подоцна: еве коска од моите коски. Но потоа во книгата Постанок читаме во 4 глава дека подоцна Адам легна со својата жена Ева, која зачна и го роди Каин и рече: придобив човек од Господа. Го роди уште братот негов Авел. Авел стана овчар, а Каин беше земјоделец. Потоа во ова иста глава од истата книга, книгата Постанок, 4 глава, 70 стих, вика: и легна Каин со жената своја, таа забремени и го роди
Енох. Гледаме дека всушност Каин и Енох се родени. Но подоцна читаме како Адам вели дека придобив човек од Господа и тоа е доволен доказ. Библијата доволно ни зборува, ни дава доволни докази дека всушност ние сме од Бога, од таа Божја промисла. Но почитувани слушатели, оваа вечер ќе зборуваме не тоа од каде сме, туку исто така зошто сме на овој свет. Која е целта што сме ние тука на овој свет? Има ли смисла со тоа што сме тука на овој свет? Луѓето си ги поставуваат овие прашања, а може би си еден од тие кои што и ти ги поставуваш овие прашања. Зошто си на овој свет? Прашањето кое што може би си го поставуваш себе си лично многу пати, или па дури често пати знаеш да дискутираш со различна група на луѓе, се со цел да дојдеш до одговор на оваа прашање: од каде сме и зошто сме на овој свет. Јас исто така бев личност која што си го поставував многу често пати истото прашање: зошто сме на овој свет? Која е потребата ние да бидеме на овој свет? Дали има смисла? Дали има цел за да бидеме на овој свет? Луѓето имаат и различни дефиниции по оваа прашање: зошто сме на овој свет? Не толку многу се занимаваат по оваа прашање колку што размислуваат дека треба човекот кој што е на овој свет да се впушти едноставно во јадење и пиење и уживање и дека сето тоа само ќе му остани. Кој бил, кој знае, кој се вратил да ни каже дека нешто и понатаму од смртта постои. И затоа денеска така многу луѓе живеат слободно, без да размислуваат која е нивната цел што се тука на овој свет. Библијата многу јасно и гласно зборува кој го креирал светот. Кој креирал се што е можно да се види и да не се види. Кој го креирал човекот, зошто го креирал, која била промислата и целта Божја. За сето тоа Библијата се разбира ни дава одговори. Почитувани слушатели, многу е битно и многу е важно да го читаме Словото Господово. И Бог има одговор за сите наши прашања. Ако се уште ти измачуваат овие три прашања, кои што го окарактеризираат твојот живот, тогаш земи или почни да ја читаш Библијата и таа ќе даде одговор на сите твои прашања. Од каде сум, зошто сум на овој свет и каде ќе одам после смртта. Затоа застани, размисли и потоа спаси се. Тоа е многу битно и многу важно. Ако досега не си размислувал зошто си на овој свет, сега е веќе време да размислуваш и да го најдеш вистинскиот одговор на оваа прашање. Ти и јас не сме случајност. Бог има план со нашиот живот. Видовме дека сме од Бога, но зошто сме тука на овој свет е второто прашање за кое што сакам се разбира оваа вечер, се разбира доколку ни дозволи времето да позборуваме или да поразговараме. Зошто сум овде? Ќе дадам неколку битни важни фактори. Ќе дадам неколку важни и главни одговори на оваа прашање. Зошто сум на овој свет? Кој се надева на богатството, пропаѓа, а животот обликува од Бога како рацуцано цвеќе. Значи, ако само се надеваме на материјалните работи, тогаш ние сме најбедните луѓе на овој свет. Ако всушност тоа е нашиот фокус, тоа е нашата цел, како повеќе да собериме богатство, тоа е многу погрешно. Почитувани слушатели, никој не е против богатството кој го поседуваме. И ние ниту сакаме да зборуваме ова вечер за богатството. Но ако размислуваме дека тоа е нашата цел, зошто сме тука на овој свет, со цел да собериме, да прибереме поголемо богатство, за да можеме да оставиме за нашите наследници,
Тој е многу погрешен чекор, ако е тој единствениот наш мотив. Кога ќе го читаме Светото Писмо, ќе најдеме одговор, како што кажав, за сите овие прашања. Зошто сме на овој свет? Зошто сум јас тука? Во што јас се надевам? Во Новиот Завет Исус зборува дека треба да си собираме богатство на небото, од каде што и него го се разбира очекуваме. Почитувани слушатели, само сакам да ви укажам да ја читате книгата на проповедникот која се наоѓа во Стариот Завет и ќе видите дали сме создадени за тоа да само си напластуваме, си собираме богатство на овој свет или треба да си собираме богатство на небото. Почитувани слушатели, многу е битно и многу е важно да ги разбериме овие нешта. А ако ги разбериме, тогаш ќе дојдеме до заклучок која е смислата на нашиот живот. Зошто сме ние овде, на овој свет, се мисли, без разлика на тоа колку години ние живееме. Понекогаш, нели, кога гледаме како млади луѓе заминуваат од овој свет, доаѓаме до тој заклучок дека нема смисла нашиот живот. Затоа јади, пие и уживај, кој бил, кој вишол и кој дошол нас, се разбира да ни каже. Меѓутоа, Библијата зборува за тоа трето прашање, каде после смртта. Всушност, тоа е едно од најклучните прашања која што се надвам дека наредните емисии ќе посветиме повеќе време. Од друга страна, сакаме да го игнорираме ова прашање, поточно да ги игнорираме овие прашања, но подсвесно секогаш си ги поставуваме истите прашања. Затоа што овие прашања, три прашања, кои што се животни прашања, не гонаат во нашата совест. Од каде сум, зошто сум на светот и каде ќе одам после смртта. Тоа е прашање кое што навистина сите нас не става како да размислуваме за сето тоа. Но почитувани слушатели, реков дека ние сме од Бога. Еве со Божја помош се надевам дека ова вечер ќе провериме повторно преку Библијата и ќе откриеме дека ние доаѓаме од Бога. Со самото читање Слово Господово, самата Библија ни открива дека доаѓаме од Бога и дека Бог има совршен и идеален план за секого еден од нас. Не заборавајте, твојот и мојот живот се за слава на нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Тука си да ја одликуваш славата Божја. Затоа Бог те поставил, затоа Бог те создал да уживаш во твојот живот кој ти е даден од Бога. Затоа што нашиот живот ни е даден од Бога и ние затоа живееме. Ке прочитам од книгата на пророкот Еремија, првата глава, ке го прочитаме с 5 стих. И еве што Господ му зборува на пророкот Еремија. И вика, ми беше упатено словото Господово, пред да те обликувам во утробата, јас те познав и пред да излезеш од утробата, те поставив за пророк на народите. Видите како Господ многу јасно и гласно му зборува на пророкот Еремија. Оваа книга е всушност старозаветна книга. И Господ, како што кажав, му зборува многу јасно и гласно на пророкот Еремија. Јас те повикав, те поставив, те познавам уште од утробата на твојата мајка. Зошто? Затоа што јас те создадов. Бог многу јасно и гласно му зборува. Јас те создадов. Затоа и Адам вели, придобив човек од Господа. Бог го создаде, Бог му го даде, се разбира, како на благослов. Затоа што му рече, множете се и плодете се и наполнете ја земјата. Почитувани слушатели, еве како Бог зборува со пророкот Еремија. Но повторно ќе кажам, не би требало да се занимаваме толку многу со богатството, затоа што ние не сме повикани, не е Божјата намера, цел, фокусот да си напластуваме само материјални работи, затоа што крај на крај следува другото прашање, за кого сето ова ќе го оставам. Ова прашање го поставил проповедникот.
За мојот наследник само не знам дали ќе биде мудар и паметен да го зачува или ќе го прокоцка со своите собствени раце. Кога ќе читаме Библијата, кога ќе читаме за синот на Соломон, Ровоам, ќе откриеме дека богатството кој го наследил од неговиот татко, тој го прокоцкал. Вие можете да се борите во овој свет, да е таа вашата цел, вашето мото, да собирате да напластувате богатство, за да можете да им обезбедите на вашите деца многу подобар и поубав стандард. Но прашање е ова: дали тие ќе знаат да го искористат или да го прокоцкат? Почитувани слушатели, тогаш каков е вашиот живот? Ке дојдете до заклучок дека целиот ваш живот беше суетен и празен, и изморувачки, толку многу неспани ноќи, толку работа, меѓутоа за ништо, буквално за ништо. Затоа сакам да ве оставам со оваа мисла и ако даде Господ, се разбира ќе продолжиме наредната емисија со тоа од каде сме, зошто сме на овој свет и каде после смртта. Всушност зборуваме за големите прашања. Тоа се нашите животни прашања кои што го отсликуваат или го одбележуваат нашиот живот. Почитувани слушатели, со оглед на времето, ја сакам да ви посакам убаво нек, добра нек, Господ нека биде со вас и се разбира се слушаме до наредната емисија, емисијата Гласот на вистината. Пријатно!